Додека се чека новиот кривичен законник, со измените на актуелниот треба да се вратат злоупотребите на функционерите какви што беа пред 2023. Наместо да се пропишуваат нови поинакви законски решенија, реагираат невладините од Blueprint и од платформата за борба против корупција. Откако група пратеници од ВМРО ДПМН предложија измени на кривичниот законник, со кои санкциите се зголемуваат во однос на спорните измени од септември 2023, но се поблаги од старите одредби. Измените беа предложени тивко без најави и јавни консултации, па невладините бараат јавна и стручна расправа. Измените кои се предлагаат по нивната суштина може да видиме дека станува збор за нови решенија, а не враќање на старите одредби кои беа во кривичниот законник. И сега во ваква ситуација, имајќи предвид дека ова треба да биде некое привремено решение во меѓупериодот додека биде донесен новиот кривичен законник, секоја нова, практично секој нов модел на дефиниции и казни за ваквите кривични дела може да направи многу повеќе проблеми од колку што може да придонесе во пракса и ризикува да остави простор за институционална нефункционалност во борбата против корупцијата. Злоупотребите при јавните набавки, зашто максималната казна во законот од пред септември 2023 беше 20 години. Со предлогот на пратениците е двојна преполовена, што директно резултира и двојно скратување на рокот за застарување. Имаме и нови концепти околу дефинирање на делото. Може да видиме дека има стеснување на поимот за тоа што се подразбира под корист од злоупотреба на службената положба. То овие измени кои се предлагаат се исто да се дефинира единствено како имот на корист, занемарувајќи нематеријалната корист која може да се стекне со злоупотребата на службената положба. И невладините, но и судиите предупредуваат дека честото менување на казните и описот на кривичните дела може да создаде правна несигурност. Врховната судика Мирјана Лазарова Трајковска во вчерашната топ тема истакна дека по спорните измени од пред 2 години, сега очекувањето на правната јавност беше она што ќе се предложи како измена да биде во линија на она што претходно постоеше во правниот систем. Се плашам и овој пат да не поминеме во една таква фаза во која ќе се донесат одредби кои што ќе направат некаков диспаритет во однос на она што треба да биде, а што се нуди. Дотолку повеќе што во Министерството за правда знам дека е завршен кривичниот законник, предлогот на кривичниот законник е завршен, на него се работеше долги години и јас ги погледнав предлозите на работната група и она што го предлагаат групата пратеници. Има разлики во овие два предлога. И за мене тука очигледно недостасува диалог меѓу законодавната и извршната власт. Кога се предлагат вакви сериозни решенија, најмалку што може да се очекува е да се спојат предлозите од работната група и овој предлог, или пак да се организира некаква поширока расправа во која би можело да се даде допринос за подобрување на текстот. Пратениците во образложението на предлог законот довелат дека користеле компаративна анализа подготвена во собранието. Целта е да се усогласи законот со ставот на Уставниот суд, кој во февруари поведе постапка и му даде рок на собранието од 6 месеци да ги смени спорните измени на кривичниот законник. Но предлогот доаѓа 4 месеци по истекот на тој рок и во последен момент пред уставен да пресече.